Една година по пожарот во Кочани, институциите ќе прават сеопфатна анализа на одговорот на трагедијата. На 14 март ќе се одржи меѓународна конференција посветена на институционалните и клиничките аспекти и решенија по пожарот. На настанот ќе учествуваат представници на институции, здравствени експерти, меѓународни организации и хуманитарни партнери. Посебна тежина ќе има присуството на 37 странски лекари и медицински експерти кои директно учествувале во лекувањето на пациентите во најтешките денови по трагедијата. Според портпаролот на влада на Македонија Марија Митева, целта е од искуството да се извлечат поуки и да се изгради посилен систем подготвен за идни кризни ситуации. Целта не е само сеќавање. Целта е да покажеме одговорност и создавање на систем кој ќе биде уште посилен, поорганизиран и подготвен да одговори на кризни ситуации. Токму затоа сакам да информирам јавноста за организирањето на меѓународната конференција институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани една година потоа, која ќе се одржи на 14 март и ќе обедини представници на институциите, здравствени експерти, меѓународни организации и хуманитарни партнери. Конференцијата има за цел да се направи една сеопфатна анализа на одговорот на трагедијата, од првична интервенција и спасување животи до долгорочниот третман, рехабилитацијата и системските решенија за иднината. Посебна вредност на оваа конференција е присуството на 37 лекари и медицински експерти од странство, кои во најтешките денови по трагедијата во Кочани директно учествуваа во лекувањето на пациентите. Настанот ќе започне со свечено институционално отворање, по кое ќе следи комеморација, истакна Митева, дополнително истакнувајќи дека посебно внимание ќе биде посветено на долгорочното следење и подобрување на квалитетот на животот на преживеаните. Нашето присуство на оваа конференција представува можност искуствата од заедничката работа да се претворат во знаење, протоколи, но и системски решенија кои ќе придонесат за подобра подготвеност на здравствените системи во иднина. Настанот ќе започне со свечено институционално отварање, по кое ќе следи и комеморативен момент, како потсетник дека зад секоја трагедија стојат човечки приказни. Во рамки на конференцијата ќе се одржат и повеќе тематски панели, посветени на повеќе аспекти. По повод годишнината од трагедијата во дискотеката Пулс, настани дополнително се предвидени во Кочани, Штип и Виница. Тридневна програма се очекува во Кочани, почнувајќи од 14 март и завршувајќи на 16 март на самиот ден, кога минатата година се случи немилиот настан. Во Штип одбележувањето ќе се одржи на 16 март, понеделник, на градскиот плоштад, каде ќе се постави камен темелникот за изградба на споменик на 5 жртви од Штип. Одбележување слично ќе има и во Виница.